македонските пратеници, но и бугарските пратеници се информираат за најновиот развој во македонско-бугарските односи по двете средби на премиерско ниво. Во ово издание на Трилинг продолжуваме на иста тема околу македонско-бугарскиот јазол со мојот соговорник, подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Господин Николовски, гледате ли светлина во тунелот по двата премиерски самити? Најпрво тука, потоа и заедничката меѓувладина седница. По низата вербални конфронтации, дали ви се чини дека Софија го омекнува ставот, има сосема поинаков пристап и по-конструктивен пристап кој може да доведе до деблокада на целиот процес? Клучно е прашањето околу суштината. Во однос на формата, тоа се веројатно и лични пристапи. Борисов имаше еден подиректен настап, каде што ви рекол народот, што на ум, то на друм. Значи, генерално ги кажуваш работите онака како што ги мислеше, за разлика од новиот премиер, кој што и по карактер е различен, и по хабитус е различен, и тоа го преточува и во собствената политика. Но прашањето е кога ќе се дојде до суштината, затоа што се уште ова е само форма и само обланда, а суштината за нас како народ е исклучително значајна. Така што, кога ќе се отворат тие прашања кои што се уште не се отворени од новиот премиер на Бугарија, мислам дека тогаш ќе можеме да видиме суштината. И за мене клучното прашање е каде е Радев во оваа приказна, затоа што е факт дека тој е носител на, во наводници, целокупниот овој бугарски проект. Дали ќе се држи на страна, во што помалце верувам, или позади сцената ќе ги движи работите, во што повеќе верувам, имајќи предвид дека најголем дел од министрите во новата бугарска влада, вклучувајќи го и премиерот и вториот човек на владата, беа негови предлози во техничките, односно времените влади кои што скоро цела година ги имаше Бугарија. Господин Николовски, подолг период сметате дека оваа влада нема легитимитет, ниту капацитет да се справува со тешките и деликатни прашања, вклучувајќи го тука и проблемот со Бугарија. Барате реципроцитет. На што всушност алудирате? На каков концепт за деблокада на целиот овој процес? Прво, јавноста не смее да заборави дека проблемот го отвори Бугарија, не го отвори Македонија. Нема Македонија проблем со Бугарија, има Бугарија проблем со Македонија, или да бидеме подиректни, немаат македонците проблем со бугарите, имаат проблем бугарите со македонците. Во такви услови, прво е прашање дали воопшто треба да се влегува во такви стапици, но имајќи предвид дека има повисока цела, тоа е почетокот на преговори со Европската Унија, веројатно има некаква логика да се разговара. Но кога се разговара, мора да има некаков начин на равноправност, особено во спор кој што по мене е измислен, вештачки, и на ниеден начин ние не сме го предизвикали нити како народ, нити како држава. Ако принципиелно Бугарија отвора некои прашања, мора и ние да отвориме прашања. Например, нема во Македонија во моментов активни пресуди на Европскиот суд за човекови права во Страсбур во однос на непоштување на права на бугари во Македонија. Но има преку 10 активни пресуди на Европскиот суд за човекови права во Страсбур во однос на непочитување на права на македонци во Бугарија. Обврска на Бугарија како земја членка на Советот на Европа е да ги реализира овие пресуди. Бугарија не ги реализира. По некоја случајност, јас сум член на подкомитетот за реализација на пресудите на Европскиот суд за човекови права и можам да ви кажам дека Бугарија има најлошо досие во рамки на Совет на Европа во овој дел. Втората работа е нешто што дел срамежливо, дел гласно го споменуваат во однос на отварањето на уставот и внесувањето на бугарите во македонскиот устав. Тоа како може е вашиот став да однос на тоа прашање? Дали, бидејќи имајќи во предвид дека доколку се обстои на ова што и македонската страна вели да, ние сме подготвени бугарите да бидат вметнати во македонскиот устав, а за тоа е потребно гласање во парламентот со двотретинско мнозинство, дали ваков предлог би поддржале? Прво е прашање која е бројката, веројатно тоа ќе го видиме кога ќе заврши процесот на пописно. Јас не очекувам да е голема и ова го кажувам како контрааргумент на аргументот
на Бугарија, која што вели дека веројатно не е голема бројката на македонци кои што живеат во Бугарија. Бројката на македонци кои што живеат во Бугарија е дефинитивно многу поголема од бројката на бугари кои што живеат во Македонија. Но, доколку се бара да бугарите влезат во македонскиот устав, во преамбулата во случајов, тогаш мора и македонците да влезат во бугарскиот устав. Како што се македонците дел, например, од српскиот и од хрватскиот устав, зошто да не бидат дел и од бугарскиот устав? Значи, кога нешто барате, треба да сте спремни истото и да го понудите од своја страна. Значи, ја заговарате тезата на реципроцитет. Апсолутно, затоа што има основа овдека за реципроцитет. Во спротивно, доколку оди еднонасочно таа улица, од нас како ВМРО-ДПМН нема поддршка. Дали гест на добра волја е одлуката на владата во Скопје да и се овозможи на соседна Бугарија да го користи скратеното име Северна Македонија? И зошто Бугарија би инсистирала, односно инсистираше, да нема точка дека Македонија има територијални наводно претензии, имајќи во предвид дека станува збор за две земји членки на НАТО? Видете, многу работи се кријат од јавноста. Ова е дел од тој така наречен објаснувачки меморандум кој што Бугарија го приложи кон одлуките на Европскиот совет во март 2019 година. Може би јавноста сеќава дека владата го криеше тоа од јавноста и јас по некои своји канали го добив и прв го презентирав во јавноста. Таму има многу посуштински прашања. Например, овој дел кој што се поврзува со така наречените територијални претензии, што е смешна работа само по себе, е директно поврзан со македонскиот јазик и одат во една иста глава, каде што Бугарија го спори постоењето на македонскиот јазик и бара две работи. Првата работа е истиот да биде именуван како официјален јазик на Република Македонија, а не како македонски јазик, значи да се избрише терминот македонски. И вториот е да се докаже дека македонскиот јазик во суштина е само така наречена јазична форма, народски кажано дијалект, на бугарскиот јазик. Тоа е директно удирање во темелот на македонската држава, затоа што основата на македонската држава е македонскиот народ, останатите кои што живеат во Македонија и македонскиот јазик. Така што ако еден од овие два столба удрите, а бугарите ги удираат двата, тогаш се доведува во прашање постоењето на државата. И ова не се нити екстремни позиции, нити претерување, туку е суштина, затоа што тие го имаат тоа усвоено прво во Бугарското национално собрание преку заедничката позиција од ноември 2018 година, а потоа го имаат приложено кон заклучоците на Европската комисија во март 2019 година и го имаме на хартија. И тука јас не гледам простор за преговори, затоа што тоа се фундаментални прашања за кои што преговори нема. Зашто тогаш би преговарале? Велите нема простор за преговарање, а при тоа во исто време велите нас ни е потребна Европска унија. Јасно ни е дека без деблокада, односно без решение со Бугарија нема датум за почеток на преговори. Мислам дека проблемот тука е мултидимензионален. Јас се уште стојам на ставот дека проблемот не е само Бугарија, односно дека постојат значаен дел на влијателни земји членки на Европската унија, кои што генерално се противат на проширувањето како концепт. И на кој што ова им доаѓа како добар изговор. И тоа што значи, меѓу другото, сметате дека Бугарија се користи како алиби? Апсолутно. Затоа што нема никаков, со исклучок на една значајна земја членка на Европската унија, останатите значајни и мојтни земји членки на Европската унија не вршат никаков притисок врз Бугарија. А да не се лажеме, доколку има јасна волја во рамки на Европската унија, Македонија да ги почне преговорите и да стане членка на Европската унија, проблемот со Бугарија ќе се реши за едно предпланне или за едно попланне. Затоа што ние имаме проблем не со најсилната земја членка на Европската унија, туку со најслабата земја членка на Европската унија по сите параметри на која што многу повеќе и треба Европската унија отколку што на Европската унија и треба Бугарија. И доколку вака ги поставиме работите, и доколку има јасна волја во овие големи главни градови, ќе решат проблемот со Бугарија за едно предпланне или едно попланне. Господин Николовски, за време на посетата на бугарскиот премиер Петков, имавте средба, потесното раководство на ВМРО-ДПМН, имаше средба со новиот бугарски премиер.
Му ги поставивте ли клучните прашања кои што ги отвори вашиот лидер? Чие Гоце Делчев? Кому му припаѓа? Кој го кренал на Илинденското востание? Дали му спомнавте околу македонскиот јазик зошто Бугарија инсистира македонскиот јазик да биде согласно Уставот на Република Северна Македонија, а не како македонски јазик? Имаше еден, условно кажано, джентлменски дипломатски договор да од првата средба не одиме со детали. Гледам дека премиерот Петков тоа го почитува, ние го испочитувавме, но што можеме да кажеме дека ВМРО-ДПМНЕ стои на сопствените позиции и еве, да малце отидеме чекор напред, дека таа средба повеќе беше од еден формален карактер. Што значи дека не ги отворивте овие теми? Па, еве, ќе останам тука, затоа што гледам дека другата страна е коректна, не би сакале ние да бидеме утре причина и повод за недоразбирање помеѓу двете држави, да речат, аха, еве, повторно ВМРО-ДПМНЕ е проблем, еве, еднаш да не бидеме изговор за било што во државата. На крајот во парламентот беше изгласана декларација околу македонските црвени линии во диалогот со Бугарија. Шефот на дипломатијата Бујар Османи вели: ние нема да отстапиме во позициите кои заедно ги договоривме со сите парламентарни групи. Се сомневате во искреноста на македонската влада? За мене таа декларација е обврзувачка од причина што прво е изгласало собранието е над владата, и второ, има и една голема политичка тежина затоа што беше изгласана од сите политички партии на власт и во опозиција. Доколку се почитува таа декларација, ние нема да имаме како држава и како народ никаков проблем. Доколку не се почитува, тоа е веќе друго прашање. Во оној момент кога ќе испорачаат конкретни резултати, ако испорачаат, ќе се види дали е испочитувана или не. Се додека се држат до таа заедничка позиција на сите политички партии во Македонското собрание, Македонија и македонскиот народ нема да има проблем. Кратко, гледате ли можност до крајот на оваа година да се најде решение со Бугарија и да започнат конечно преговорите со Европската унија? Мислам дека е поврзано со еден друг сет на прашања, јас долго зборувам на оваа тема. Одговорот лежи не во тоа дали ќе има договор со Бугарија, туку во два други столба. Првиот е владењето на правото и вториот е борба со организираниот криминал и корупција. И стојам позади ова. Доколку Македонија испорача, еве во текот на оваа година, во однос на овие две прашања, тоаш перцепцијата во мојтните земји членки ќе се смени и ќе има притисок врз Бугарија. Доколку не испорача, Бугарија ќе се користи како добро алиби, како што се користи годините наназад. Ви благодарам за издвоеното време. Беше задоволство, благодарам. Поштовани гледачи, тоа беше Александар Николовски, потпредседател на ВМРО-ДПМНЕ. По кратката пауза за реклами следуваат и останатите содржини за ова издание на емисијата.